почитувани, предавникот Христијан Мицковски отиде кај својот пријател Виктор Орбан да се договара за Никола Груевски и нивните бизниси. Кога оди Мицковски кај Орбан? Во време на огромни корупцијски скандали што ја тресат Унгарија непосредно пред изборите. Последниот скандал, најдобриот другар на Орбан, од водоводжија станува еден од најбогатите луѓе во Унгарија. Како? Преку државни тендери. Дури 14% од сите државни договори од 2010 година завршиле кај блиски луѓе, пријатели на Орбан. Вкупно вредни 32 милиарди долари. Истите криминални тендерски шеми, како Мицковски и ВМРО-ОКГ, што ги спроведуваат во Македонија. 161 тендер за семејната фирма на Томовски, 51 тендер за Pyramid Building, 74 тендери за Ленди Груп, 9 милиони евра за фирма со двајца вработени, 1 за пирка 2 милиони евра во тендер за фирма блиска со знам во пошта. Станува збор за истиот модел на владење, иста матрица, корупција на секое ниво. И Мицковски има свој водоводжија како и Орбан. Томовски, кој ДКСК го бранеше со илузорни и смешни констатации. Кога Мицковски вели дека ги зацврстува блиските врски, еве на кои врски поточно мисли. На врските со вистинскиот шеф на ВМРО-ОКГ, бегалецот Никола Груевски. На превземањето медиуми и гушењето на слободата. Над 40% од медиумите се под контрола на ВМРО токму преку Орбан. На кредитите од 1 милиарда евра со кинески пари. На бизнисот во енергетиката, последно преку фирма керка на Статус Енерджи КФТ. На бизнисот на 4IG во телекомуникациите. И секако соработката со Русија на штета на Европската Унија. Мицковски е прокси руски играч на Балканот. Затоа, почитувани граѓани, кога Мицковски вели дека е подготвен да чека со децении, ете на што се мисли. Корупција, криминал, иселување на младите, а Македонија надвор од ЕУ, црна дупка на Балканот во скутот на странски и руски интереси. Ова е распродажба на државата, грабеж и предавство на македонските национални интереси. Благодарам.